Благодарам, почитувана председателке. Почитуван колега, имате неколку амандмани поднесено во делот кој што го покривате као ресорен министер, тоа е земјоделието, така да ќе се разјасним околу сите амандмани. Прво барате во делот на шумарството да се врати износот од 20 на 30 милиони денари. Инаку прво што треба јавноста да знае дека оваа ставка генерално за шумарството со овој буџет ја зголемуваме за 2% и ги зголемуваме средствата за шумска полиција и за државниот инспекторат за шумарство, што значи дека ги зголемуваме институционалните капацитети на овие две, знаете и вие самиот, многу значени органи кои што треба да ги заштитат службите, кои што треба да ги заштитат шумите. Така да во тој аспект се зголемуваат средствата, а не се намалуваат. Во делот на проширената репродукција, бидејќи тука не е само проширената репродукција, тука се и ловството. Добро знаете дека се во истава ставка вметнати. Треба да знаете следново. Вие кога станавте министер наследевте еден стварно буџет кој што беше огромен во делот на шумарството, се сеќавате, тој достигнуваше и на 200 милиони. По вашето доаѓање се симна на 4 милиони. Ако се сеќавате, во 2017. За целото владење на Социјалдемократскиот сојуз никаде не премина оваа сума. Се движеш од 12, 17, 16, во една година имавте за остатоци, па ставивте 50, па со ребаланс ги намаливте. Така да генерално сумите се движат тука, од 20 до 30. Ако се слагате. Тоа се сумите кои што се движат. Така да не знам зошто барате да се зголеми повторно на 10 милиони. Зашто ќе ги употребите тие средства? Велите за да ги пошумите опожарените? Генерално за таа работа се направи, сите ние се слагаме, меѓутоа треба да направиме сеопфатна програма како тоа да го направиме и дури тогаш да финансираме. Мора да се направат тие проценки. Пошто по мене ако ме прашате, со 10 што вие сакате да ги додадете во оваа ставка, ништо нема да направиме. Знаете дека се потребни навистина многу поголеми средства од овие. Затоа имате поднесено амандман колку да го поднесете, кој што реално во пракса ништо нема да промени на подобро, а ако сакате да го поднесете за да алармирате дека треба во овој дел во шумарството да се зголеми, тогаш да, ќе се направи сеопфатна програма, веќе се работи на тоа, знаете дека се работи и на нов закон, кога ќе се завршат овие постапки, тогаш и ќе добиеме адекватно финансирање на оваа област. Во моментот со вашите 10 милиони не знам што сакате да постигнете. Благодарам.